Деновиве во јавноста се почести се информациите околу тоа дали ќе се продава или не АД Електрани на Македонија. Експерти предупредија дека со либерализацијата на пазарот на електрична енергија граѓаните нема да плаќаат поевтина струја, туку за 20% поскапа, а доколку дојде и до продажба најлем, тие велат дека струјата ќе скокне за 50%, пишуваат медиумите. Советник во владата стана и поранешниот директор на српското електростопанство, кое иако не е официјално вработен во Елем, доби канцеларии токму во седиштето на Елем. Обрадовиќ во Србија е познат по низа скандали, а српското електростопанство, каде беше директор, го остави во вистински финансиски и организацијски хаос. Поранешниот кандидат за пратеник на СДСМ од Битола, пак Зоран Ивановски, напиша дека во моментот Македонија доби 2 часа во денот повеќе ефтина електрична енергија, но, како што вели Ивановски, наредната година ќе имаме од 20 до 50% поскапа електрична енергија. Во однос на ефтината тарифа од 1 октомври од Евана информираа дека во системот има 800.000 броила, кои ќе мора да се прилагодат на новиот тарифник на самото место. Менаџментот на АД Елем пак вели дека во ниту еден момент не размислува за продавање на компанијата и истакнува дека новото раководство работи единствено во правец Елем повторно да биде столб на енергетската и економската стабилност и независност на Македонија. Во врска со посебниот владин советник за економија и контакти со земјите од регионот Александар Обрадовиќ, сакаме да информираме дека Обрадовиќ е должен да ги даде своите услуги на сите државни субјекти кои имаат потреба од одредена експертиза, за која конкретниот советник е ангажиран во владата. АД Елем се обрати до советникот Обрадовиќ за мислење за идни развојни проекти на компанијата, особено во делот на стратегии за обновливи извори на енергија, соопштуваат од Елем.